Добар ден. Ако и денеска ни ја подарите вашата доверба да останете со Фактор здраве, верувајте дека ќе ви возвратиме со нешто што е многу актуелно не само во светот, туку и во Македонија. Ќе зборуваме на проблемот со загадувањето кој што е многу актуелен, посебно во главниот град на Република Македонија, во контекст на светскиот ден со кој што ќе се подигне свесноста за ХОП или хроничната обструктивна белодробна болест. Токму ХОП е денешната тема во Фактор здравје, со која ве поздравувам и посакувам да имате плодни минути со кои што ќе дознаете и откриете многу нешта за оваа болест. За да бидам подобро сватен од ваша страна, ќе споменам и веќе кажав дека ХОП е светски проблем и токму бројките се алармантни, а тие велат дека на глобално ниво дури 3 милиони луѓе годишно умираат од оваа болест, а во Македонија според проценките регистрирани се или има околу 150.000 заболени лица. Но многу повеќе за аспектите на оваа болест и како таа ќе се одбележи во Македонија како светски ден, денеска ќе зборуваме со магистар доктор Марија Здравеска, субспецијалист пулмолог и алерголог од јавната здравствена установа Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија, дел од клиничкиот кампус Мајка Тереза во Скопје. Добар ден, доктор Здравеска, и како сте вие денеска? Добар ден, ви благодарам. Прво ви благодарам за можноста да овдека присуствувам на оваа емисија, гостувам и да се обратам на вашите гледачи. Добре сум. Она што сакам да го кажам е дека нашето здружение... Тоа намерно не го споменав, да оставив на вас да го потенцирате, повелете. Нашето здружение секоја година, веќе е традиција, скоро 20 на години, се приклучува кон светската акција на одбележување на Светски ден на хронична обструктивна белодробна болест, кој всушност се представува еден ден посветен на комуникација со јавноста, комуникација со здравствените работници, со цел да се подигне јавното мнение, вниманието на јавноста кон оваа тешка хронична инвалидизирачка болест, која што односи за жал многу животи, но уште повеќе животи ги компромитира како животот на пациентите и нивниот квалитет на живот, нивната можност да нормално си водат, да кажем, активен живот, но и има големи реперкусии врз нивните фамилии и низ нивната околина и врз едноставно нивната работоспособност, преку тоа и врз целото општество и представува еден социоекономски голем проблем. Да, не само во Македонија, рековме и на светско или глобално ниво за аспектите на болести и активностите со кои што ќе се одбележи денот 18 ноември. Тоа да потенцираме, кој што ќе се одбележи пак на 15 како ден, ќе зборуваме во продолжение. Ви благодарам за овој воведен дел, а знаете дека вашето учество и тоа како ни е драгоценно во Фактор здравје, бидете подготвени за вашите јавувања и повелете и денеска соработувајте со нас во Фактор здравје. Kur jeni nervos, të mbi ngarkuar psikologjikisht, ku nuk mund të flini me një fjalë, kur jeni në stres, nuk ju ndihmojnë gjithmonë vetëm medikamentet. Përzgjedhja ime, por njëkohësisht edhe rekomandimi im, është Vamex. Formulë e balansuar në mënyrë ideale e valerianës, barit të bletës dhe sumbullares. Vamexi është zgjedhje përkryer në ballafaqimin me mbingarkesën psikologjike dhe stresin. Gëzoni jetën për një ditë të këndshme dhe natë të qetë. Përdorni Vamex. Për indikacionet nga përdorimi dhe efektet e padëshirora, konsultoni mjekun ose farmacistin tuaj. Јас сум примариус доктор Марина Поплазарова, педијатар, и целата моја кариера ја посветив на грижата за превенција и лекување на децата. Најсреќна сум кога родителите ги користат моите совети за превенција на болести. Моја препорака е користење на најдобрата детска формулата за здравјето G-Kids. Добро е G-Kids да се користи во текот на целата година, но најинтензивно се препорачува користење пред сезоната на настапи. G-Kids значи силен имунитет, G-Kids е здраво детство. Ремедика, прва приватна општа болница. Прашај пријател. Здравјето нема цена. Одберете докажан производ. Одберете G132 плюс натурал. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот. Ви го препорачувам на сите, особено на повозрастните. Земете G132 плюс натурал и имајте долг и здрав живот. Јас успеав, следете ме.
Мало са вам niečo? Не може. То праве мазање е конопне мазање. Против болки во зглобовите и мускулите, креми за ладење, опуштање и загревање. Побарајте ги во вашата аптека. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Ви благодарам и денеска што сте во наше друштво, а ние реков ќе возвратиме со темата која што денеска вие презентираме. Уште еднаш ќе потсетам ХОП или хронична обструктивна белодробна болест во контекст на светскиот ден со кој што ќе се подигне свесноста за ова хронично заболување, кое што е едно од најчестите или во моментов четврта причина за смртност во светот. Кон оваа многу сериозна болест денеска се навраќаме преку гостувањето на магистер доктор Марија Здравковска, која што е субспецијалист пулмолог и алерголог од јавната здравствена установа Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија, дел од клиничкиот кампус Мајка Тереза во Скопје. Доктор, ке пред да продолжиме за причините и како таа се диагностицира, третира и во крајна линија менаџира или контролира, да објасниме или да потенцираме со кои активности ќе се одбележи светскиот ден. Рековме 18 ноември, но ќе се одбележи на 15 ноември во Скопје. Да. Значи, секоја година, веќе од 1996 година, во светот се одредува третата среда во ноември да биде посветена на светскиот ден на ХОП, односно на хронична обструктивна белодробна болест, но целиот месец ноември практично се на некој начин се нарекува месец на ХОП, во кој што месец ние сите, особено националните здруженија, се поттикнувани да размислуваат, да агитираат јавноста, да зборуваат за болеста и да со цел на некој начин да допринесат да јавноста почне да размислува за проблемот, но не само јавноста, туку и самите пациенти, потенцијални и актуелни, здравствените работници и нормално се надеваме и властите во државата да обратат внимание на тежината на овој проблем. Оваа година ние одбравме да го, како здружение, да го одбележиме денот пред, значи во пресрет на самиот ден, во викенд, задутре, во недела, во ден на викенд, кога повеќе луѓе се слободни да не се придружат, значи да не им одземаме од работното време, тоа е едната идеја со одбирањето на тој конкретно ден, а и терминот 12 часот во недела е и локацијата на Средноводно е за да символично дадеме на знаење колку е важна физичката активност кај овие пациенти, бидејќи нивната болест е инвалидизирачка, но тоа не значи дека они треба да бидат со намалена физичка активност, и колку е важно уствари да таа животот на болните, животот на сите луѓе и физичката активност особено се одвива вон загадени атмосферски услови или во што помало загадување, бидејќи треба да обратиме внимание дека доколку пациентот, човекот диши во нормални, да кажам, во мирување, вдишува дадена количина на литри, да кажам, на воздух, но и нормално дадена количина на честички, штетни и нештетни, било што кои ги состои воздухот, но при физичка активност ова количина на воздух која што се вдишува и поминува низ дишните патишта и белите дробови е неколкократно зголемена, заради што аналогно и количината на честички кои што би биле од било какво загадување или присутни во тој воздух што го вдишуваме е нормално е многу поголема и влијанието штетно би било многу поголемо, значи при физичка активност на аерозагадувањето. Заради што инсистираме дека болните и нормално и здравите луѓе, целата популација треба ја поттикнуваме на физичка активност, но во оптимално или што е можно по мало загадување. Во светски рамки рековме, но и во Македонија ХОП или лицата кои што се заболени со оваа хронична болест е постојано во пораст. Дали аерозагадувањето за кое што многу се зборува овие изминати денови и ќе се зборува, бидејќи во таква средина живееме, е главниот тригер фактор или провокатор на појава на оваа заболување? Или постојат и други? Вака, хронична обструктивна белодробна болест е болест која што е предизвикана од иританси. Она е предизвикана со вдишување на штетни честички, било да се тоа гасови, било да се тоа партикуларна материја од воздухот. Значи мора да се вдише првенствено. Треба да се вдишат и тие на некој начин предизвикуваат специфични видови на воспаление во самите дишни патишта, најмногу
понатаму и на самите ткивото на белите дробови, кои што се менуваат по структура, формираат хронична или основа за развој на таа хронична болест. Дишните патишта стануваат потесни, непроводни за воздухот и од тука потекнуваат понатаму сите последици кои ги носи со себе и како клиничка слика, но и како последици по здравието на оваа болест. Значи, ова загадување може да биде и од внатрешните простори и надворешно атмосферско загадување. Најголем причинител кој што е статистички докажан кај хроничната обструктивна белодробна болест е пушењето, односно чадот од тутунот, од цигарите, од било кој облик на согорување на тутунот, на кој што отпаѓаат отприлика 60 на повеќе од 60% од сите пациенти кои што имаат хронична обструктивна белодробна болест, но не е помалку значаен и другиот дел, значи тоа е 30 или повеќе од 30% од пациентите кои што никогаш не имале контакт со тутун или не само со или биле пасивни пушачи, биле пасивни пушачи или биле изложени на други врсти на загадување, атмосферско загадување, но и загадување домашно во затворени простори на кои што ние мора да обратиме внимание, не смееме да го заборавиме, особено карактеристично за руралните регии, каде што се согоруваат биомаси, значи каде што се користи било за затоплување или во други цели согорување на биомаси кои што исто така се разградуваат до штетни честички, понатаму истите се вдишуваат и ја провоцираат оваа инфламаторна или да кажам инфламаторен стрес на дишните патишта кои што преоѓаат во хронична белодробна болест. Ја споменавте клиничката слика и манифестација. Дали е ова од оние хронични заболувања кои што колку порано се откријат, значи и подобра прогноза, или пак постои типична клиничка слика кога пациентите знаат дека треба да се јават на лекар? Дали боли тоа воспаление? Дали има болка? За жал не боли. За жал не боли. Тоа е лошата страна, претпоставувам. И лошата страна, хобот има многу лоши страни, но за нас и за самите луѓе кои што се засегнати, лошата страна е тоа што болеста не боли и не само што не боли, туку има многу нетипични почетни симптоми кои што во смисол на дискретна кашлица или кашлица поврзана со лесно искашлување, кое понатаму станува прогредирано или со ток на времето. Понатаму тоа може да биде повеќе во зимските месеци, повеќе кога е поголемо загадување или кога има повеќе инфекции, но не мора да значи. Обично трае повеќе од обично трае повеќе од 3 месеци, значи тогаш веќе треба да се нели загрижиме, да кажеме овдека нешто не е во ред. И обично е проследено или во исто време или нешто во тек на болеста покасно со постепено прогресивна појава на замор и глад за воздух, кое што станува се поинтензивно како се продлабочува тежината на болеста. Токму заради тоа што овие тегоби се од една страна незначителни, многу вообичаени и типични за многу и други болести, но и на некој начин социјално прифатени, како вообичаени, да кажам, особено кај пушачи, на некој начин и луѓето ги занемаруваат се додека не почне нивниот квалитет на живот да биде озбилно нарушен, сериозно нарушен, и тогаш веќе почнуваат да бараат некоја напредна фаза сигурно. Да, и тогаш веќе е прекасно. И една од болестите каде што директно е поврзано ранното препознавање, раната превенција, раната да кажам почеток на терапија со успехот на со добар ишод. Да. Има студии, многу познати студии кои што покажуваат дека престанокот на пушење кај болни кај кои што веќе е дијагностицирана ХОБ во среден или лесен стадиум, после 10 години доведува до нормализирање на степенот на падот на функција. Значи не е тоа без ефект, како што луѓето понекогаш популарно знаат да кажат дека нема потреба да престанат да пушат, бидејќи ништо нема да постигнат. Не е точно, значи докажано е статистички дека престанокот на пушење го практично нормализира низ времето, доведува до нормален пад на белодробната функција кој што е типичен за секој здрав човек. Обратно од тоа, доколку не се престане изложеноста на загадувањето кој што довела до болеста, прогресивно и многу брзо пропаѓа белодробната функција и нормално сите последици од тоа. И бидејќи рековте, ако таа клиничка слика која што е нетипична за раниот или лесен стадиум на болеста не може да се препознае, кои се тие манифестации кога веќе е напредната болеста? Сигурно тогаш веќе клиничката слика е и подраматична. Секако кашлицата е доминантен,
симптом, кашлица која што е упорна, надразнителна, која што е многу често продуктивна, значи проследена со искашлување на голема количина секрет, некогаш беличаст, некогаш може да биде и гноен, многу изразена диспнеја, она што го викаме, односно тешко дишање, замор, неможност да се извршат и наједноставните физички активности, појава на специфични звуци во тек на дишањето, како свирење, она што популарно народот го вика свирење во градите, склоност кон чести инфекции или секоја и најлесна вироза допринесува до влошување на целата оваа состојба, значи тоа се некои клинички делови од клиничката слика кои што ни се нас веќе препознатливи. Она што би сакала да го потенцирам е, не сакам да ова биде плашење на јавност нели од болеста, но би сакала многу повеќе да ги поттикнеме оној дел на луѓето кои што се прашува дали можеби мојата кашлица не е баш толку нормална или дали јас или не е наивна. Или не е наивна. Сите луѓе кои што имаат хронична кашлица, кои што не објаснива понекогаш, сите луѓе кои што се пушачи, повеќе од 10 пушат повеќе од една кутија цигари на ден, 5 до 10 години. Сите луѓе кои што чувствуваат дека во тек на физичка активност се заостануваат за своите врсници, да кажем, или пријатели, или забележале дека они не можат да постигнат таква физичка активност или побрзо се заморуваат, или не можат да искачат еден ред скали нагоре без да застанете да се заморат. Сакам да ги повикам да разговараат со својот доктор, дека да земат во предвид дека можеби овој проблем во овој случај се работи за оваа болест, за хронична белодробна болест и треба да се подложат понатаму на тестови да се исклучи или докаже. Да, благодарам за овој дел од емисијата. За дијагнозата и третманот ќе зборуваме во продолжение од Фактор здравје, а вие останете и повториот блок реклами со нас. Ги очекуваме и вашите јавувања и контактот и прашањата кои што денеска ги имате за во емисијата. Кога сте нервозни, психолошки напнати, кога не можете да заспиете, со еден збор, кога сте под стрес, не секогаш помагаат само медикаменти. Мој избор, а воедно и моја препорака, е Вамекс. Идеално избалансирана формула од валеријана, маточина и хмелј. Вамекс е одлично решение во справување со психолошката напнатост и стресот. Уживајте во животот. За убав ден и мирна ноќ. Користете Вамекс. За индикациите, ризикот од употреби и несаканиот ефект на лекот, консултирајте го вашиот лекар или фармацевт. Gay Kids ви го најавува новиот хит, ова не е шега, ова не е виц. Аха. Gay Kids. A, B, C, D, G. Во прашат се деца, болестите од глава се плашат. Подобро вратило, посилно од шкрек, имунитетот ке е силен као само речек. Гекица продуктот, здрави резултатот. Ке ти даде сила да продолжи по патот. Ова не е шега, ова не е виц. За сите деца, пите Gay Kids. За силен имунитет, за здраво детство. Gay Kids. Здравјето нема цена. Одберете докажан производ. Одберете G132 плюс натурал. Една капсула пред појадок е сигурна формула за долг и здрав живот. Ви го препорачувам на сите, особено на повозрастните. Земете G132 плюс натурал и имајте долг и здрав живот. Јас успеав, следете ме. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. Комплетна еходиагностика на срце, ехопрегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. iHospital Приштина работи со релакс ласер, најсовремена CEIS технологија за отстранување на вашата диоптрија. iHospital ја враќа вашата насмевка.
Сигурен сум дека ги знаете нашите телефонски линии и телефоните на кои што можете да се јавите, но сепак јас сум тука вербално да ве потсетам. 6091-925 и 6091-924 се двата телефонски броја кои што ви овозможуваат директен контакт со нас, а знаете дека продолжената комуникација е наша карактеристика. Можете да кликнете на www.ih.mk да најдете многу корисни совети во однос не само на денешната тема и целокупно во однос на профилаксата или превенцијата на сите состојби и болести. ih.mk е реков страницата на која што покрај денешната тема можете и да се консултирате и да дознаете зошто имуниот систем не само за ХОП, туку и за другите болести е основа на здравјето. А кога зборуваме за имуниот систем, ние во Фактор здравје ви го препорачуваме секогаш, буквално секогаш најсилниот антиоксиданс G132 плюс натурал, кој што веќе е дополнет и како дополна го имаме и Гекиц, кој што е како информација достапен за сите деца над 3 годишна возраст. Она што сакам уште да го презентирам и да ви го кажам, фактот дека денешна гостинка во Фактор здравје е магистер доктор Марија Здравеска, субспецијалист пулмолог и алерголог од јавната здравствена установа Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија, дел од клиничкиот кампус Мајка Тереза во Скопје. Застанавме или сакам да продолжиме за дијагнозата, аспектите во однос на хроничната обструктивна белодробна болест, а понатаму да проговориме и отвориме дискусија за третманот на ова заболување. Повелете. Кога ќе поставиме сомнение дека врз основа на овие работи, овие тегоби и знаци кои што ги објаснивме пред малку, он се пристапува кон еден многу едноставен наведен тест кој што се вика спирометрија. За пациентот е комплетно безболен, не би требало да се воопшто грижат пациентите дали тоа ќе можат да го направат и дали е нешто во некаков смисол штетен по здравјето. Се работи само за едно мерење на капацитетот на дишните патишта, на белите дробови, извинете, и начинот на кој што воздухот се вдишува и издишува од дишните патишта, врз основа на што ние како професионалци проценуваме дали постои некакво нарушување во протокот на самите или обструкција во протокот на дишните патишта. Тестот се изведува многу брзо. Вообичаено се повторува доколку се видат некакви одстапувања од нормална, се повторува и после дадена терапија, непосредно, значи после 20 минути од дадена терапија, за да се види дали и која терапија делува или прави некаква разлика. Вообичаено, за разлика од, да кажеме, астмата, со која што хобот најчесто се да кажем, препокриваат тегобите или се заменува, или прават конфузија кај луѓето, овдека не постои реверзибилност и тоа е една од најглавните карактеристики и заради тоа и се работи за една хронична прогресивна, викаме, инвалидизирачка болест. Бидејќи доколку постои нарушување кај хроничната обструктивна белодробна болест, тоа е иреверзибилност, значи неповратно, односно реверзибилно во рамките на 10-12%, не повеќе од 12%. Заради што ја потенцираме важноста да се открие што порано, за тој пад на функција да не е веќе навлезен што подлабоко и за да можеме практично да имаме простор на делување со помош на интервенциите кои што ги правиме. Да го слушнеме, може ли првото јавување? Се извинувам што ве прекинав. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Повелете, господи, со прашање. Сега имам едно прашање до докторката, значи нејзино мислење за препаратот Бронховаксум. Добре, сепак бренд имиња не би сакал тука да ве ставам во непријатна состојба, но во ред, значи нема да го коментирам самиот препарат, се работи за препарат групата на тие препарати може да. Се работи за препарат кој што представува практично имуномодулатор или имуностимулатор, но овие препарати имаат некое свое, да кажам, периферно место, да кажеме, на некакво влијание врз имуномодулацијата, на модулирање на имунитетот, да кажеме, кај хронична обструктивна белодробна болест. Бидејќи паднат кај тие лица, да. Но секако, бидејќи тие лица се склони кон чести инфекции. Но тоа не е секако клучна терапија и не е специфична терапија за ХОП. Она што е клучна терапија за ХОП е да се бронходилататорите. Се лековите кои што ги помагаат во ширење на дишните патишта и зголемување на протокот на воздухот низ дишните патишта и неговото циркулирање во белите дробови, за да се намали чувството на диспнеа и да се намали практично да се намалат последиците од самата болест врз ткивото на белите дробови, а тоа е деструкција на паренхимот на белите дробови, кој што прогресивно се влошува
доколку не го надминеме проблемот на намален проток низ дишните патишта. Воздухот останува заробен како механички останува заробен во белите дробови, не може да се издиши едноставно и лесно. И тој покачен притисок во белите дробови хронично кога се случува, кога не можеме да го надминеме, доведува до раскинување на паренхимот на белите дробови и нормално сите последици понатаму води кон полоша циркулација, полоша размена на гасови и веќе и другите ткива почнуваат да страдат, заради што тоа не прекина гледачката. Значи, не е битно само да се потврди болеста со помош на спирометрија, но многу е битно во диагностичката постапка да се направат и низа на други анализи, кои што секако пулмологот, кој што ќе биде пациентот пратен, ќе ги спроведе, кои што ќе проценат и колкав е степенот на оштетување на белите дробови и другите органи во моментот кога сме го добиле пациентот. Значи да е процени стадиумот на болеста. Тоа е второто прашање што треба диагностиката на болеста да го одговори. Чи првото прашање дали постои воопшто болеста, дали постои бронхообструкција, кој е стадиумот, колку страдал организмот до тогаш и што од тоа можеме да вратиме. Да го слушнеме, може ли следното јавување, ќе се вратиме на вашиот одговор. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Ало, добар ден. Повелете, господине, и вие со вашето прашање. Маријанчо Скочани. Благодарам. Сакам да прашам за купугатаме од душнико, мислам дека доле во белите дробове нешто ме гуши. Добро. Редовно за некој совет или податок? Одил сум до моја матичен, одил сум на снимање на белите гради и нема ништо, разбираш. Да. Иначе обично ме тера се на повраќање. Дали можеме некоја друга процедура треба да направили? Благодарам за јавувањето ваше. Знаете што, не би сакала да поставуваме диагнози на оваков начин на телевизија, но ова што го кажа гледачот потекна два моменти. Едниот момент е дека чиста или нормална рентгенска снимка не исклучува ХОБ. Затоа што ХОБ во првите стадиуми воопшто не мора да даде структурни промени на белите дробови што ние можеме да ги видиме на рентгенска снимка. Значи, затоа би рекла дека пациентот би му советувала да се јави на првиот специјалист, интернист или пулмолог, значи да побара упат за пулмолог, или во првата установа каде што може да му се направи спирометрија, заради тоа што сепак постои кај него тешко дишење, тоа треба да се исклучи, односно се открие природата на тешкото дишење. Дали е заради белите дробови, понекогаш се препокриваат и други тегоби, како срцеви тегоби или мускулна слабост, да не навлегува, но во секој случај треба да се измери протокот, значи да се направи базична спирометрија и да се види дали воопшто постои тука збор за белодробна болест. Ако постои, секој специјалист во државава ќе знае да го упати на понатамошна постапка, значи на откривање и диагностицирање на проблемот. Рековте дека ХОП или хронична опструктивна белодробна болест е иреверсибилна, односно неповратна болест, сето она што ќе се уништи или на некој начин ќе прогресира, не може да се врати на почетното ниво, што има цел терапијата, кога веќе имате човек кој што е, да кажеме, во рана фаза откриен или во некој пододстежен стадиум, како паралела да направиме за да ја сватат гледачите сериозноста на болеста. Терапијата на ХОП почнува уште пред да се појави болеста. Значи, најважно место во терапијата на болеста има превенцијата. Превенцијата на намалување загадувањето, борба против пушењето, борба против сите оние фактори што воопшто ќе доведат до хронична опструктивна белодробна болест. Тоа е најголемата терапија, да кажем, на ХОП, таа да не се појави. Понатаму, втор чекор е да ја откриеме во најран можен стадиум. Значи, затоа и ги правиме сите овие активности, да ги поттикнеме луѓето да помислат на своите тегоби, да се свртат кон себе, да побараат во себе, дали имаат било какви знаци на оваа болест и доколку ги имаат, што порано да се пријават кај своите доктори за понатаму да бидат процедурирани. Борбата е да на ниво на државата да се обезбеди што поголема достапност на спирометри во целата држава,
за да може нели тие да бидат достапни едноставно на пациентите, да не мора човекот да поминува долг пат само за едно испитување, едукација на здравствените работници за целата оваа работа. Во еден момент кога ќе се појави болеста, зависно од стадиумот на болеста, има пропишана е врз основа на нешто што се вика GOLD или глобална иницијатива за обструктивна белодробна болест на ниво на целиот свет. Оваа иницијатива постои од 1996 година. Тоа е се работи за еден тим на професионалци кои што се бават со оваа болест и скоро секоја година излегуваат со еден консензус за како треба да се препознае, третира, диагностира и третира оваа болест во различни нејзини стадиуми. Така што првите најраниот стадиум се третира само по потреба со овие лекови за проширување на дишните патишта, како што реков. За како продлабочуваат стадиумите на болеста, така се воведуваат нови типови на лекови во комбинација или нели сам се исклучува еден, се додава друг. Но секаде во сите можни стадиуми на болеста, покрај медикаментозната терапија која што е работа на докторите, она што е многу важно е да се потенцира рехабилитацијата, делувањето, престанување на загадување, одвикнување од пушење, значи тие работи се физичка активност, рековте неколку пати, да. Одржување на мускулатурата. Да, бидејќи овие лица не се лишени од тоа, рековте. Не ова болест што ги легнува пациентите. Напротив. Да го слушнеме и следното јавување, повелете. Ало, добар ден. Ало, добар ден. Повелете и вие, господјо. Билдачка од Виница. Благодарам и вам од Виница што се јавувате. Момент. Благодарам велам што се јавувате од Виница и што имавте среќа да добиете. Повелете. Поздрав многу, прв пат се јавувам. Благодарам. Сакам да поставам едно прашање до докторката. Многу често добивам тахикардии, аритмии и ало? Да, ве слушаме. Зборувајте. Да. И примам терапија со талол и по шема. И кога добијам тахикардија и аритмија, многу се гушам. Дали има потреба да се јаваме и на пулмолог или тоа е пропратно со мојата терапија и мојата диагноза? А имам проблеми со срцето. Да. Благодарам за јавувањето и докторке уште едно јавување и ќе одговорите на двете одеднаш. Повелете, добар ден. Ало, дали ве слушате? Ало, повелете. Да, ве слушаме, господјо, повелете. Вака, пред 2 месеци бев болна од бронхопневмонија. Добро. И се лекував од со Зборувајте во слушалка, само ќе ве замолам, намалете го вашиот телевизор, тонот на телевизорот. Добро. Да. Рековте имавте бронхопневмонија, се лекувавте? Да. Добро. Сумамет, примав сумамет и каалмацин. Добро. Каалмацин примав. Добро. А сега сум подобра и многу шлајм. 2 месеци бел шлајм isfrlував. Добро. А сега од тогаш имам бел јазик. Јазикот ми е побелен. Што да направам, што да примам повеќе, каде да се јавам? Благодарам, господјо. Сакате на првата гледачка од Виница или втората, повелете? Ќе ги спојам двата одговори. Значи, прво сакам кратко да кажам, пациентката од Виница која што има нели срцева болест и тешко дишење, гладот за воздух и тешкото дишење многу често се препокриваат. Се заеднички симптоми и на срцевите заболувања и на белите дробови, бидејќи двата система се поврзани и функционално и анатомски. Така што тешко некогаш може да се разграничат. Доколку постои често се јавуваат овие епизоди на тешко дишење, советувам секако барем еден преглед кај пулмолог и да се направи, рековме, една базична процена на тоа дали постои намалување на капацитетот на белите дробови. Ако постои, понатаму ќе се процедурира во диагностика, понатамошна диагностика, доколку не постои, тогаш ќе се продолжи со терапијата која што се ја прима за срцето. Што се однесува до другата пациентка, сметам дека после бронхопневмонија може да остане подолго трајна протрахирана, викаме, кашлица и до 2 до 3 месеци, но доколку постојат овие бели наслаги, секако би ја замолила да се јави кај нејзиниот матичен доктор за една микробиолошка проверка на овие наслаги. Може би се работи за
последица од терапијата, не верувам дека е поврзана со некоја хронична белодробна болест. И за крај не помалку важно уште еднаш да потенцираме, недела 15 ноември ќе се одбележи светскиот ден за подигнување на свесноста за ХОП, односно хроничната опструктивна белодробна болест. Само кратко, во колку часот и на која локација? Предпоставувам сите се добро дојдени. Да, што повеќе, јас сакам да ги поканам сите луѓе кои што се на некој начин поттикнати од оваа емисија и од проблемот на хронична опструктивна белодробна болест да ни се придружат во нашата акција на одбележување на светскиот ден на ХОП. Настанот ќе започне во 12 часот, токму на Платне, и ќе се одвива на Средноводно, значи каде што нашите активисти кои што ни помагаат ќе имаат една акција да им поделат на сите заинтересирани памфлети во кои што со совети, некои со препораки, прашалници како можат полесно да се посомневат или да ги препознаат своите тегоби или кои, ако имаат кои тегоби, како да се јават кај својот доктор. И сигурно лично да контактираат со вас и колегите ваши. И во рамките на овој настан ќе имаме еден стручен состанок, 2 стручни предавања од страна наши нормално членови, професори, еминентни професионалци кои што се бават со оваа болест. И најважно ќе се дише чист воздух во недела. Предпоставувам на Средноводно. Ќе ни помогне времето да дишеме чист воздух. Многу ви благодарам за сите овие совети, да го одбележите овој ден со сите активности што ги планирате и повторно да ни гостувате во емисијата Фактор здравје. Ви благодарам и на вас. Благодарам, ми беше задоволство што денеска ве имавме и што имавме можност да комуницираме со вас. Магистар доктор Марија Здравеска, субспецијалист пулмолог и алерголог, беше ваша и само ваша гостинка денес во Фактор здравје и однаш што го кажа како поента или најважно, никогаш, буквално никогаш да не ги игнорирате оние првични кашлици или симптоми и при најмал сомнеш да побарате лекарска помош. Она што денеска го имавме, го завршивме, тука ви благодарам за вашето внимание и поздрав до следното продолжение од Фактор здравје.